Добар ден, почитувани гледачи. Добредојдовте во уште една епизода на Гласни идеи. Денеска со нас е Здравко Савевски, а ќе говориме на тема работа во недела и за празници во супермаркети и воопшто во маркетите. Здраво, Здравко. Здраво и од мене. Во оваа криза предизвикана од коронавирусот, работниците во супермаркетите одиграа многу важна улога. Тие беа изложени на ризик и работеа дури во фаза кога кризата беше најизразена. Многу од граѓаните им изразија благодарност на социјалните мрежи на работниците во маркетите. Што имаш ти да кажеш повеќе околу ова? Да, работниците во маркетите беа едни од најизложените на ризик од заразување за време на најголемиот бран на коронавирусот и тоа очигледно беше за граѓаните. Значи, меѓу најзаразените категории тука беа нормално здравствените работници, но веднаш тука меѓу првите беа заедно и со комуналните работници и работниците во маркетите. Имаа близок контакт со голема маса на луѓе кои мораа да одат во маркетите за да купат храна, за да и го преживеат периодот на полициски часови и на карантини. И тие работници беа изложени доста на ризици и тоа знаеа граѓаните да го ценат. Она што исто така е важен елемент во сето ова е дека не е потребна само благодарност која би била искажана само еднаш во текот на најлошиот период, туку треба нешто дополнително да преземеме во врска со ова, значи покрај благодарност која е важна, треба да преминеме на еден чекор плюс, а тоа е да изразиме солидарност со овие работници, тоест да им помогнеме како и останатиот дел од работниците да можат во текот на викендите да одморат и да земат дополнителна сила за следната работна недела и исто така важно да можат да поминат квалитетно време со сопственото семејство, а што ако се тие на работа не може да им биде пружано. Да. Меѓутоа, зошто работењето во недела и за празници би било проблематично од аспект на работниците во маркетите, доколку тие имаат право на додатоци во платата за работа во недела и за празници? Она како е регулирано, каква е регулативата во Македонија, значи според колективен договор, секој работник кој работи во недела или за време на празник има право на додаток на плата во износ од 50%. Значи, дневницата треба да му биде зголемена за 50%. Сега, ако тоа би се случувало на терен, тогаш некој ќе рече дека окей, работат во недела, се жртвуваат од своето слободно време, наместо да го поминат заедно со своето семејство, но се наградени на некој начин, бидејќи добиваат 50% повисока плата за тие денови. Но она што во реалноста се случува е дека таа исплата на додаток за работа во недела и за празници многу малку маркети ги исплаќаат. Фактички, за капиталистите кои се газди на маркетите, ако им исплаќаат на работниците 50% дополнителна плата, тогаш исплатливоста, профитабилноста за работење во недела за нив драстично ќе се намали. И тогаш тие нема да имат да чувствуваат потреба да има работа во недела, ако мораат да го почитуваат колективниот договор и да му исплаќаат плата дополнителна на работниците. Тоа значи дека во голема мера работниците се платени во недела и за празници, како и секој работен ден. Тоа е кршење на законот за колективниот договор, но е нешто што е доста раширена практика во Македонија. Покрај материјалниот аспект, имате и нешто друго. Има нешто што се вика треба да го оцените сопственото слободно време. Некогаш нешто
малку вреди дополнителното плаќање на трудот ако вие не можете да уживате во заедно со своето семејство. Значи вие, на пример, едно семејство кај што има вработен работник во маркет, тие, на пример, сопругот или сопругата има слободен ден во сабота, недела, тие имат слободен ден во вторник или среда. И тие не можат да имат заедничко поминување на слободното време поради овој фактор. И тоа е неплатена димензија на работите, која е исто така важна и затоа треба да е онака како што е во западните земји кај што се почитуваат работничките права, а каде што не се работи во недела. Така, апсолутно се сложувам со тебе, последно со ова последно што го кажа дека треба да се цени слободното, приватното слободно време. Па од тука би те запрашал, што мислиш зошто работниците не се организираат и што предзимаат или зошто ништо не предзимаат синдикатите во овој поглед? Да, на нашите работници во принцип доста се плашат да се организираат и да го кренат својот глас. Во голема мера тука е стравот е мотивиран, предизвикан од високата невработеност која ја имаме континуирано не само со години, туку со децении, но затоа тука сме ние кому газдите на маркетите не им можат ништо, значи нас како потрошувачи не може да не отпуштат од работа од тие маркети, ние да ја изразиме нашата солидарност кон нив и тие да бидат охрабрени од нашата поддршка за и тие да се вклучат во борбата за сопствените права. Меѓу другото, само ќе потсетам дека доста луѓе имаат своји пријатели, своји сопрузи, сопруги кои работат на работно место, така што борејќи се за нивните права, се борат и за сопствените права. Јас сете скоро, минатиот викенд, не можев да се видам со еден пријател, бидејќи тој за време на викендот беше на работното место во маркетот. Така што ова работа е важна, а што се однесува до синдикатите, за жал, тие се доста слаби во Македонија, но тоа не треба да биде оправдание да ништо не презема, така што треба синдикатот за трговија да отпочне кампања со која ќе им помогне на работниците кои ги представуваат, значи во трговијата. Во Хрватска баш овој период, баш поради исти причини за солидарност со работниците, поради коронавирусот и како благодарност, се донесе закон во кој се забрани работата во недела. Така што тоа може да биде и во Македонија случај. Да. Меѓутоа, нема ли, доколку се воведе забрана за работа на маркетите во недела, нема ли тоа да се одрази врз интензитетот на работа во маркетите во другите денови, во смисла на тоа да се ствараат огромни гужви пред маркетите во сабота и пред празници, бидејќи знаеме дека секогаш има навалица пред празници. Доколку во недела или за празници не работат маркетите, нема ли да се ствараат поголеми гужви, па тоа дополнително да ги оптерети работниците, да ја зголеми експлоатацијата и така натаму? Да, тоа е еден аргумент кој се нуди против идејата да се работи и во недела. Она што треба да видиме што се покажа во време на оваа ситуација со коронавирусот. Тоа значеше, ова ситуација покажа дека ние можеме да функционираме и во услови кога, како за време на карантинот, маркетите не работеа во недела. При тоа ние се снабдивме со потребните намирници за преживување за 1, 2 или 3 дена. Така што тоа е функционално функционирање на работите. Многу наши граѓани кои имале прилика да одат во странство во западноевропските земји, виделе дека сето тоа функционира без да се прават навалици во претходниот работен ден. Така што тој аргумент едноставно не држи, бидејќи доста граѓани
имајќи ја можноста да пазарат и во сабота и во недела, она што тие го прават, пазарат и во сабота и во недела. Она што ако се забрани работата во недела на работниците во маркетите, тогаш тие едноставно ќе одат сабота и ќе купуваат дупло за 2 дена наместо за 1 ден. При тоа, она што тие ќе го добијат е наместо да чекаат 2 дена во ред и да во редици во маркетите и да губат сопствено слободно време, тоа ќе го прават еднократно. Така што во добивка се и обичните граѓани од сето ова. И на крај, многу важен аспект кој треба да се нагласи во сето ова е што таа можност ние да пазариме и во недела и за време на празници мора да бидеме свесни дека со тоа им го одземаме слободното време на другите. Значи, како што и ние сакаме да одмориме за време на викенд, исто така треба да можат да одморат и работниците во маркетите и ние не смееме да бидеме изговор за нивното одземање на право на одмор за време на викенд. Добро. Еве сега да ја прошириме темата, значи во третиот сет економски мерки од владата е предвидена една мерка викенд без ДДВ. Ова ги опфаќа значи продавниците за гардероба, за бела техника, за санитарија, за мебел, продавниците за школски прибори, книги и така натаму. Како ти ја коментираш оваа мерка на владата? Со оваа мерка владата уште еднаш покажа дека едноставно не име гајле за работниците, едноставно не ги смета, не ги зема предвид во равенката кога создава одредена мерка. Со оваа мерка не само што таа не го обесхрабрува работењето во недела, значи владата би можела во знак на поради она што го направија работниците во маркетите да каже донесуваме мерка со која се забранува работењето на маркетите во недела, како знак на солидарност со тие работници. Но тие не само што тоа не го направија, туку најверојатно со овие мерки ќе принудат дополнителни работници да работат во сабота и во недела, кои претходно не работеле, барем во недела. Например, книжарниците, скоро ниту една книжарница во недела не работи. Со овие мерки, тие ќе ги принудат и работниците во книжарниците да работат во недела. Зошто? Нема никаква потреба. Може ја, значи, мерката, наместо во деновите на викенд, да важи во некои други 2 работни денови. Граѓаните ништо нема да изгубеа, но владата, бидејќи не име гајле за работниците, едноставно овој аспект на работите не го зеде предвид. Дури не ни кажа дека поради тоа што ќе бидат одредени работници изложени на работа во недела, да подсети дека платата на тие работници треба да биде зголемена за 50% и дека таа ќе обезбеди преку Државниот инспекторат за труд да биде таа одредба од колективниот договор почитувана. Сето тоа фалеше од она реклама која самата влада си ја направи, повторно тотално не сметајки што кој ефект на нејзината кратковида политика во овој аспект ќе предизвика. Добро, сосема за крај, што можеме ние како граѓани и како потрошувачи да направиме во врска со ова за работниците во маркет? Значи, она што ние треба да бидеме прво свесни е дека ние не треба да им го одземаме правото на одмор во текот на недела и во празници на работниците во маркетите. Како што ние сакаме да уживаме во тоа право, не смееме да им го одземаме правото на тие работници. Она што треба да се направи е донесување на законска регулатива која ќе ја забрани работата во недела и за празници на маркетите. Тоа не е нешто невообичаено, ете се стремиме кон Европската Унија, во Европската Унија такви работи се забранети поради тоа што тоа оди на штета на работничките права на одреден сектор на работници.
За ваква регулатива сама од себе дека владата која шурува со интересите на капиталот ќе го направи, тоа е мисловна именка. Затоа треба ние како граѓани и како работници да се вклучиме во оваа борба. Ако дојде до масовно не одење, не пазарење во маркетите во недела и за празници, ако тоа се прави ден претходно, а ние за време на корона кризата докажавме дека можеме тоа да го правиме и нормално да функционираме, тогаш ако ова го направиме како колективна акција, тогаш владата ќе биде принудена да донесе таква регулатива. Дури да не го направи тоа владата, тогаш самите маркети кои ќе видат дека немат работа во тие денови, ќе почнат да престануваат да работат и работниците ќе го добијат своето право. Можеби, значи, она што ние треба да правиме е да не пазариме производите да ги купуваме во сабота и ден пред празник. Сме можеле тоа да го направиме досега во овој период на криза, можеме и понатаму. И да разговараме со наши пријатели и тие тоа да го прават. И полека да се создаде критична маса која ќе направи ефект во неделја и за време во неделите и за време на празниците. Исто така она што може да се да биде како опција е да се направи некоја онлайн платформа каде што ќе се наведат оние маркети кои не исплаќаат, не го почитуваат колективниот договор и не им исплаќаат зголемена плата на работниците за 50%. Па да се знае дека тие не ги почитуваат работничките права, не ги почитуваат работниците кои ги вработуваат и ние да не одиме во тие маркети. Ако бидат удрени капиталистите во онај дел кај што тие ги крадат работниците, тие пари наместо да одат кај работниците, одат кај газдите, значи се придонесува за нивно дополнително збогатување. Ако бидат принудени да им исплатат на работниците она што по закон и колективен договор им следува, тогаш и самите ќе престанат да ги принудуваат работниците да работат во недела, бидејќи ќе им биде непрофитабилно. Така што тоа може таа платформа, мислам, да се изведе и повторно. Можеме преку солидарноста да покажеме дека ние како граѓани, како работници имаме моќ и можеме ова да го истераме и после ова да ни биде пример и показател за нашата моќ и за други работи да можеме да направиме. Добро, ти благодарам, Здравко, за ова гостување. Навистина имаше одлични поенти. Ова е прашање кое што се актуализираше во кризата предизвикана од коронавирусот и навистина сметам дека се покаже дека работниците во маркетите вршат една есенцијална дејност и дека тие во било каква криза не можат да престанат со работа и се изложуваат на голем ризик и треба да бидат повеќе ценети во општеството и да користат многу повеќе бенефиции. Почитувани гледачи, доколку ви се допаѓаат содржините на каналот Гласни идеи, претплатете се за повеќе видеа, стиснете го копчето subscribe, се гледаме со нови содржини. Здравко, ти благодарам уште еднаш.